Вести на Канал 8. Добар ден. Објавен конкурсот за упис на студенти во академската 2018-2019 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип. И оваа година дисперзирани студии на Машинскиот факултет во Виница ќе има, а просториите на Правниот и Економскиот факултет во Кочани ќе останат празни. Универзитетот Гоце Делчев во Штип го објави конкурсот за упис на нови студенти во академската 2018-2019 година на студентските програми кои овој универзитет ги нуди. Универзитетот располага со 5000 слободни места, каде средношколците матуранти можат да го продолжат своето понатамошно образование и да се стекнат со универзитетска диплома. Како и претходните години, така и оваа година Универзитетот отвара своји дисперзирани студии на Машинскиот факултет во наставниот центар во Виница во насоките на производно машинство и индустријско инженерство. Вкупно 100 студенти имаат можност своето образование да го продолжат на факултетот во Виница и да се стекнат со диплома во избраната насока. За разлика од Виница, изминативе 2 години наставниот центар во Кочани не е во функција. Просториите на Правниот и Економскиот факултет во Кочани, кои до пред некоја година беа отворени за студентите, и оваа година ќе останат празни. Инаку, право на запишување на прв циклус на универзитетски студии имаат кандидатите со завршено 4-годишно образование, со положена државна матура или завршен испит, а во зависност од успехот можат да се запишат како редовни или вонредни студенти во државна квота или кофинансирање. Првиот уписен рок за идните студенти е предвиден во периодот од 29 до 31 август и 3 септември во наставните центри на Универзитетот во Штип, како и во просториите на факултетите во другите градови. Детската градинка во Зрновци започна со работа по приемот на дечињата што се запишани за посета во установата. Од локалната самоуправа најавуваат дека покрај сегашниот персонал ќе побараат согласност за прием на нови стручни лица поради зголемениот интерес кај родителите да ги запишат своите деца. 40 дечиња на возраст од 2 до 6 години од почетокот на неделава започнаа да ја посетуваат ново изградената детска градинка Бисерчиња во Зрновци, со што и објектот е ставен во функција. На почетокот дечињата се распоредени во 2 возрастни групи, а во зависност од заинтересираноста на родителите се планира во иднина да се формира уште една мешана група. Во моментот за нив се грижат по 2 воспитувачи и негуватели, како и 4 лица од помошниот персонал, но се најавува можност за зголемување на бројот на вработените. Од локалната самоуправа на Зрновци велат дека со оглед што има зголемен интерес за прием на деца, во најскоро време ќе се побара согласност од Министерството за труд и социјална политика за прием на уште 2 негувателки и 1 воспитувачка. Во меѓувреме во тек е и постапката за ангажирање педагог, со што ќе се комплетира персоналот во установата и таа ќе може нормално да ја извршува функцијата. Со отпочнувањето со работа на детската установа во Зрновци ќе се растовари капацитетот на градинките во Кочани, кои изгрижуваат деца и од соседната општина. Зрновци е една од ретките рурални општини во источниот регион која доби современа установа за згрижување на најмладите од предучилишна возраст. Објектот има корисна површина од околу 500 метри квадратни, со 3 занимални, сопствено парно грејење и сончеви колектори за загревање на водата. За изградбата на градинката беа вложени околу 230.000 евра, добиени преку ИПА фондовите на Европската Унија, а опремувањето на објектот е со средства од Министерството за труд и социјална политика. Според информациите од општината, наскоро објектот и свечено ќе биде предаден во употреба, а на свеченоста се очекува да присуствуваат и представници од Европската Унија, од Министерството за труд и социјала и од други институции кои го помогнаа отворањето на градинката. 4 апликанти се јавиле на огласот објавен од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за ново подигнати овошни и лозови насади и за ново набавени приплодни грла на овци, кози и свињи, кој што важеше за сите оние кои што го сториле тоа до декември 2017, а оние кои што ги имаат набавено после 1 јануари 2018 ќе следува нов оглас во август или септември.
Заклучно со 30 јуни заврши огласот кој што беше објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а се однесуваше на програмата за финансиска поддршка во земјоделството од мерката број 121 за ново подигнати овошни и лозови насади и за ново набавени приплодни грла на овци, кози и свињи. Во Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани, каде што се поднесуваат апликациите на огласот, се јавиле 4 апликанти. Се аплицираше и електронски, бидејќи истото е задолжително,